По точно 3 месеци од сомнителната смрт на новороденчето во Битолската клиничка болница, конечно денеска во Битолското основно јавно обвинителство пристигнале резултатите од обдукцијата. Надлежен јавен обвинител го разгледа наодот, пошто во текот на утрешниот ден ќе издаде наредба до Институтот за судска медицина во Скопје за вешт наод, со кој ќе се утврди евентуална причинско-последична поврзаност помеѓу причината за смртта и породувањето. Надлежниот јавен обвинител ги презема сите неопходни дејствија за испитување на настанот и евентуална кривична одговорност. Нагласуваме дека во оваа фаза од постапката секое јавно изнесување на доказите од засегнатите страни нанесува штета и ја компромитира постапката. Сите страни се обврзани да ги почитуваат законските одредби за тајност на предистражната постапка, стои во соопштението од ОЈО Битола. Новороденчето во Битолската клиничка болница почина на 9 април, по само 2 часа од породувањето. Трагичниот настан нанозе ја крена целата македонска јавност, особено по објавувањето на околностите во кои се извршило породувањето, а кои ги обелодени младата 24 годишна мајка Викторија Крстеска, која патем имала нормална и здрава бременост. Кревајќи ја болницата од болки и молев за рез, уште 2 часа госпоѓата која што веднаш после смртта на моето бебе си замина на одмор и не се појави на ниту едно сослушување, која тврдеше дека не учествувала во мојот пороѓај, иако таа ме искасапи и животински ми скокаше на стомакот, ми се смееше и ми рече: "Ако не ти се бендисваме ние, оди си во плодност." Удирајќи ме во стомакот, на кој што се уште имам траги, насилно ми го извадивте бебето, кое никогаш не успеав да го видам, напиша тогаш несреќната Викторија. Сериозните сомнежи и за резултатите од обдукцијата, младата мајка пред само неколку дена преку нашата телевизија по кој знае кој пат уште еднаш ги сподели со македонската јавност. Што можам да очекувам? Кога успеа да ја наместат целата работа и за тоа ангелче Јана, мислите мене ќе ме поштедат? Не, јасно ми е се. Ние сме уништени. Да не се повтори на ниту една мајка. Никоја да не го доживее она што мене ми се случи. Нема поголема болка, ни рече таа. Инаку, непоследно по трагичниот епилог, ДСЗИ веднаш спроведе вонреден инспекцијски надзор во болницата и прекршочно казни еден лекар заради тоа што во медицинската евиденција не се внесени дадените препораки и нема отпусно писмо, а нема евидентирано ни анамнеза и статус на пациентката од страна на дежурниот лекар МВ кој го извршил приемот, стоеше во образложението на ДСЗИ.